Благодарам на прашањето. Само ќе направам една дигресија во однос на последната реченица, предпоследната која што ја кажавте, во однос на државна планска економија и државни откупни центри. Тој филм го гледавме во Варшавскиот пакт и во Советскиот сојуз и сите видовме добро како заврши. Во однос на вашето прашање, вие поставивте дилема во однос на тоа што јас зборувам кога имам пресконференции, што секако дека е право на секој да ги каже своите размислувања во однос на одредени теми. Спомнавте дека ваши колеги партиски биле вадени од нафталин. Сметам дека не е коректно некој кој што бил ваш партиски колега и кој што не е во странство, кој што е во странство, да го поврзувате со било кој друг, дека бил повикуван или не знам во кој контекст тоа го мислите. И трето, моите говори јас ги пишувам, така да никој не мора да се изморува, а најмалку тој кој што го спомнавте. Во однос на тоа што сум го кажал на неколку пресконференции и на неколку јавни настапи, тоа е поврзано со двата концепта кои што ги имаме во државата. Ние пред 31 година како држава се определивме за независна македонска држава, која ќе биде членка на НАТО и членка на Европската унија. И благодарение на тешки одлуки кои што беа донесени тука во ова собрание, Македонија, подоцна Северна Македонија, стана членка на најголемиот одбранен безбедносен сојуз во светот. И големината на таа одлука ја гледаме токму денес, кога една поголема држава, надмоćна воено, нападна помала држава, ја нападна нејзината демократија, ја нападна нејзината слобода за уредување на својата држава и градење на сопствена стратегија на сопствена држава, само заради тоа што една од државите е поголема. И вие тоа како политичка партија го оправдавте и го поддржавте. Нападот на Русија врз Украина, вие како политичка партија го оправдавте. Во однос на европскиот концепт на нашата држава, се потврди хистеријата која што ја правевте во времето на гласањето на францускиот предлог во собранието, дека ништо од тоа што беше кажувано не е вистина. Прво, Северна Македонија ги отпочна преговорите со Европската унија, со чист македонски јазик, потврден со договорот Фронтекс, подпишан од сите земји членки на Европската унија, на кој што стои македонскиот јазик без никакви додавки, придавки и никакви дообјаснувања. Договор прв пат одобрен од сите членки на Европската унија, вклучително и Грција и Бугарија, што беше незамисливо на само неколку месеци пред денес. Европската унија е единствениот концепт и единствената алтернатива која што на нашите граѓани им обезбедува држава економски просперитетна, држава со социјална правда и држава со владење на демократијата. И нашите граѓани тоа го заслужуваат и тоа го сакаат. И нашите сегашни идни генерации заслужуваат да живеат во европска држава, ама во европска држава тука, дома, а не во европска држава некаде во туѓина. И размислувајќи, дојдов до заклучок дека најголемата опасност за тој европски пат на државата е токму вашата партија, Левица, која што со својата анти-ЕУ и анти-НАТО реторика, со својата
популистичка и пироманска реторика, за анти-западни интеграции на државата, без при тоа да понуди било каков концепт или алтернатива за државата, преку тој популизам го загрозува европскиот пат на државата. И што е уште поопасно е што тој ваш популизам и ваша партија го имате земено во заложништво и председателот на ВМРО-ДПМН со оглед на тоа дека е слаб, без став и без визија. И затоа гледаме идеолошко обезличување на ВМРО-ДПМН, каде на јавна сцена кажуваат дека се континуитет на Ванчо Михајлов, кој што е докажан соработник на фашистичкиот режим. И од тие причини граѓаните треба да бидат свесни дека тоа го загрозува европскиот пат на државата и тоа ја загрозува европската иднина и европскиот животен стандард на нивните деца и на нивните внуци. Но во државата и овде во парламентот постојат доминантни политички сили кои што се прогресивни и кои што нема да дозволат вие и вашата партија и вашите коалициони партнери да застанете на тој пат. Ви благодарам.